Значи, ја поддржувам. Ако тоа не го прави, ја не ја поддржувам. И сега ја вака размислувам. Ваму не уценуваат. Абе, зошто не пробаме со други варијанти? Може би таму нема ќе не уценуваат. Ја не мислев на Русија. Ја најотворено на БРИКС. А има и нешто поголемо од БРИКС, да ви кажам. АСЕАН. Ама пак е во таа пуста Азија, што не ќе ме да чуеме. Знаете ли која организација е АСЕАН, луѓе? Па Европска унија е мало дете за неа. И сега ние Европска унија, а не навредуваат, идентитетски не обезличуваат, не го украдува името. Професорке, најголем бренд на светот, нематеријален е Македонија, името Македонија. Не го украдува грците, ево ја бугарите сега, ова што остана, а не е малку, многу остана, сакат и они да го лапнат. Јас за такво нешто зборам на економски план. Политички систем ќе си градиме ние, си го имаме уставот, кој малку го накажавме, трпи се уште, си ги имаме законите, и системски и обични, си ги имаме подзаконски акти. Сега имаме проблем со изобличување на институциите, ама затоа е сменета власта. Затоа голем идентитет е даден, да ги дотераме институциите, корупцијата да сведиме на ниво кое се поднесува и конечно да дојдеме до држава и право. И сега тука малку ќе ја закашам професорката, од нејзе многу години, одамна имам прочитано, можеби таа е прва книга Држава и право или Право и држава. Ни треба правна држава, а тоа е владење на законите, значи законие, а не ни треба држава и општество кое е корумпирано, каде што имаме спој на политичари, криминалци, испреплетени да ми простеш како свински црева, и еве ова власт година дена апси прави што прави и сега за едни чини, за едни не чини. Па како бе? Ако криминалот не го ставиш за решетки, па не можеш да го ресетираш системот, бре човече. Значи, за да бидеш држава со сите нишани што пишува во книгите, треба да покажеш дека системот е јак и има моќ, а не кај нас мафијата е систем. Па дајте тој октопок да го пресечиме и системот и моќта да ојдат во државата и да имаме правна држава, како што некој напиша пред многу години. Се сеќат ли сега во моментот пипците на тој октопот за кој што зборува господинот Костов, за корупција што не држи парализирани практични 3 децении? Не, јас мислам дека една коруптивна власт е заменета со друга коруптивна власт и дека дефинитивно ниту оваа власт нема намера да вистина воспостави систем на владење на правото. Значи, со именување на корумпирани кадри, со именување на начин кој што не води сметка за квалитетот, туку води сметка за партиската припадност и со избегнување на искористување на сиот потенцијал кој што го има интелектуален оваа држава, независно дали тој припаѓа или не на конкретните политички партии во власта, сметам дека покажа дека не се спремни, немаат капацитет да се фатат вистински во костец со корупцијата и со мафијата. Напротив, само го продолжуваат она кое што го наследиле, исто така како што предходните го продолжија она што го имаа наследено. Дури и многу отворени случаи, еве како што е случајот Бехтел и Енка, за кој што работеа, за кој што извадија аргументи во својата предизборна кампања, со кој што ја извадија на виделина корупцијата, ја извадија на виделина неправноста на многу од постапките кои што ги направи предходната власт. Кога дојдоа на власт, одеднаш си легнаа на брашното и само продолжија таму каде што има застанато предходната власт. Така што токму заради ова, ја мислам дека во моментов во нашите политички партии нема капацитет да ја извадат Македонија од ситуацијата во која што се наоѓа и заради тоа веќе подолго време заговарам дека нам не треба експертска
технократска влада која што ќе ги постави основите на демократскиот систем и системот на владење на правото, за да можеме да почнеме да ја градиме државата на демократија како што би требало. Две подпрашања. Првото, дали ова апсење на криминални групи што беа веќе и популарни во Скопје, претежно наркогрупи, поголем број поранешни функционери, некои бизнисмени, не мисле дека тоа е доволно за овие 10 месеци од кога се на власт, да почне таа борба против криминалот и корупцијата, бидејќи објективна реалност дека тоа не е мал број на луѓе. Изминативе 7-8 години, не знам дали такво нешто или слично видовме. Апсолутно го видовме, значи кога беше формирано СЈО, почнаа исто така, значи прво, тоа што некого уапсили и слично, за мене нема никакво значење. Има значење кога ќе се заврши одреден случај. Значи, кај нас имало апсења, имало поведување на постапки и потоа полека сето тоа се расплинува, се губи и нема завршница. Исто како со бројчаникот Заев кој што ќе го поставуваше, па го поставија бројчаникот, па се свртеа две бројки, па престана да функционира. Исто како што се отворија стотици случаи од страна на СЈО, а потоа кој што ги превземе и јавното обвинителство и ние не видовме завршница во тие случаи. Едноставно, ние стануваме нација која што нема помнење, која што секој ден влегува во нови и нови случаи, кои што само создаваат привид на владење на правото, привид на борба со криминалот. Значи, исто како во претходниот период, исто го викам и сега. Ако навистина сакаш да се справиш со криминалот, прво, на сите заштитни механизми ќе ставиш борци, ќе ставиш тепачи, јавен обвинител, тепач, председател на Комисијата за заштита од корупција, тепач, председател на суд, тепач. Значи, луѓе кои што имаат интегритет, кои што немаат дамка и кои што можат да се изборат со ова кое што се случува во моментов. Се до тогаш немаме шанса. Како што реков дека објективна реалност дека сега се апсат луѓе, исто така објективна реалност дека во минатото го спомнавме СЈО имаше апсење, меѓутоа тоа сепак произлегуваше од преслушуваните разговори и за жал не видовме никаков или многу мал епилог од сето тоа, меѓутоа тука повеќе ми беше прашањето околу овие да речеме и наркогрупи, луѓе кои што со години сите барем ние што сме од Скопје знаеме дека буквално го тероризира градот на некој начин, имаше огромен број убиства. Добро, прашањето ми е дали тоа можеме да го оставиме во групата борба против криминалот? Не, се додека не видам завршен случај. Добро, и второто подпрашање ми беше, кажавте дека и оваа влада, по примерот на другите, ставале корумпирани кадри на места. Може ли да ми кажете еден пример според вас? Па, јас направив и анализа која што ја ставив. Тука имаше директори на затвори кои што биле осомничени, судени, осудени за одредени кривични дела. Имаме луѓе кои што бе, да речеме, на АНБ, кои што се со сомнителни документи и слично. Значи, на повеќе места се ставаат луѓе за кои што или постои сомнение, или веќе биле судени и осудени за одредени прекршувања на законот. Не може да се бориш со корупцијата ако ставаш на било која раководна позиција човек кој што има направено и најминимално прекршување на законот. Значи, тоа ми е едниот елемент и вториот за кој што цело време зборувам, уште од минатата власт, па и пред минатата, според мене, не смее во власта да влезат бизнисмени. Значи, не смее во структурите на државата и државата да ја водат луѓе бизнисмени. Во Америка председател има бизнисмен. Апсолутно, затоа и се случува на Америка ова што и се случува. Значи, државата не е предпријатие. Државата треба да ги заштити граѓаните од бизнисот, да овозможи социјала, да овозможи здравствена заштита, да овозможи образование. Не смее државата да се гледа како бизнис структура. Благодарам. Се надевам, тепач 1, тепач 2, 3, вие метафора. Апсолутно. Добро, тука сме окей. Ако не е метафора, ќе збориме нешто друго. Пошто компетентни професионалци, окей, професор Ке. Јас сосема друг став имам, значи, за ова прашање. Вака сега.
Ајде ќе со примери, кога прашате професорката пример, не наведе нешто конкретно демек за овие корумпираниве, па немат време да се корумпирани, нема поминато година дена да направат некоја сделка или било што. За Бехтел Јенка едно да ви кажам. Економијата ми е најслабата страна од мојата експертиза. Со економисти се консултира, вака ми рекоа, Сотире, проценка е дека 1/3 од големината на проектот ќе изгубиме на меѓународни пенали, ако го откажеме проектот, губиме кај САД авторитет, губиме во Европска унија авторитет, губиме во Турција во бизнис секторот каде што доаѓаат многу пари во инвестиции и вика владата мораше да бира, го избра, вика помалото зло да продолжи. Се градат патиштата. Година и кусур дена за онаа власт не се градеа патиштата. Еве сега гледаме се градат. Толку за Бехтел Јенка. Ај сега да видиме дали сме сите исти. Не сме сите исти. Значи, претходната власт и оваа власт се драстично поразлични. Во поглед на политичката инертност. Претходната беше политички инертна, само ставаше под тепих и со пепел ги покриваше работа и затоа и се случи тоа што и се случи. Продаде име, не стави во зависност од продаде име на Грција, не стави по зависност кај бугарите и не случајно онаа рамка се вика француска и рамка на Макрон. Професорката сама каже дека тоа е историски гледано, тие се едни од нашите најголеми не симпатизери, ајде не непријатели, да речиме. Значи, јас за година дена не гледам такво однесување на оваа власт, извршна, законодавна, председателска. Пред 2 дена имавме една сатисфакција, еден уважен председател на Република Хрватска и член на Европска унија, не нарече Македонија, му рипна бугарите, му рипна грците, ама ја вака го толкувам тоа. Инаугурацијата на почитуваната Силјановска Давковска, кај не го влијаела да свати колку е битно на една нова председателка, на еден нов председател, да се ја нарече државата како што од искона се нарекувало, и тој тоа го направи. Браво! Тоа е добрососедство, тоа е поддршка. А знаете што за бугарите и грците, како тој се однесува? Кучињата лаат, карванот си врви. Значи, еве една друга матрица. Ајде сега одеме во извршната власт. Само до декември минатата година, јас колку знам, милиарда инвестиции се донесоа. Најмногу што запамтив, сега да не одам у детали, ти знам ти одма ќе ми исечеш, 250 милиони ќе одат за мали и средни предпријатија. Тука се консултираат коморите и едни, други и трети, мали и големи предпријатија, што е добро. Ке го видиме на краток период ефектот и бенефитот. Другите 250 од првата траншта 500.000 милиона одат во локална самоуправа, многу напаѓа, ама види како. Само Струмица од што дадала не со двете на еден проект и не знам кој друг, град Скопје, не добија. Не гледам селективност тука. Некаде од 83 општини или колку се сега со градот Скопје, 99,9 добија во проекти, сега ќе има уште една транша, еве тија драстичната разлика на владата, на премиерот сегашен Мицкоски, премиерот поранешен и владата поранешна, дека мислат за локален развој, за нашата локална заедница, каде што сите потекнуваме од некој локус, и мислат за малиот и средниот бизнис, кој можеби најбрзо можеме да го развиваме. Не, молам ше малку за образованието. Слободно. Е вака. 7 години немаше учебници. Првиот ден на училиште имавме учебници. Вториот ден битка со оние центрите што не работеле како што треба, што давале акредитации, со комисијата за акредитација, затварање на некои диви универзитети, факултети или не знам што. Па еве ти разлика, министер за образование. Така. И отворено кажува министерката дека тоа биле печатници за дипломи. Сега да не го спомнувам Мерко и така натаму, еве ти разлика од претходните. Ако ќе видиш зошто бранеле, па сите нивни дипломи се на таков начин криминален земане од тие 3-4 факултета, тоест универзитета. Ајде да одиме во земјоделието. Големи милиони дадени за останатите, субвенции од претходната власт, ама и еве последни 12,5 милиона за сегашните субвенции. Тоа е добра инекција за земјоделието. Разбирам, само да ги поминете сите сектори, пошто ќе отидем. Ајде, ти си доктор, мен да ме прекинеш. Полицијата да кажам. Ај вака полицијата да кажам.
Уличната мафија, бензинската и нафтената мафија, наркокартелите се стопирани, притворени во бегство или во затвор, се процесуираат. Терористичките групи веќе полека не се плашиме, ги фатија една-две, ги нема да хараат и да подбуцнуваат од Косово 90%, 10% од Албанија. Нели е тоа промена? Испод затвори еден луѓе од полицијата. Немало било селективно, не се апселе сегашни. Па тој министерот не може да спие мирно колку луѓе своји затвори од полицијата поради корупција, поради поврзаност со мафија, поради издавање на информации. Луѓе, па нели е тоа нова матрица, бре? Па тоа нема врска со инертност беше јавна тајна дека се случува, а сега се процесуира. Појлете. Значи, сигурно заборев некоја област, ама ќе се убацам после. За спорт не кажавте на крај. Па има, еве го, вчера, резултат. Прво, не се согласуваме. Па добро, професорке. Името е продадено. Продадено. Значи, ние се уште сме Македонија, сме Северна, меѓутоа сме Македонија и за тоа имам пишувано, имам зборувано. Ке ви одговорам. И навистина, нема, за тоа треба посебна емисија да имаме. Кратко ќе ви одговорам. Второ, во однос на локалната самоуправа. Значи, системски всушност ништо не е сменето. Централната власт едноставно дава пари на локалната самоуправа, меѓутоа без претходно да се направи процена зашто се потрошени парите во локалната самоуправа, дали тие градоначалници имале до тогаш несоодветни трошојци, непродуктивни трошења, значи се даваат пари без да се направи ревизија на она што претходно го правеле тие општини, независно кој е градоначалник, дали од СДСМ, од ДПМН или од било која друга политичка партија. Значи тоа е тоа дека системски не се менува начинот на делување. Третиот елемент, ниту оваа власт, како ниту било која од претходните власти не сака да ја заврши фискалната децентрализација на локалната самоуправа и наместо локалната самоуправа да ја ставиме на цврсти нозе со тоа што ќе можат тие да ги прибираат дел од даноците и самите да располагаат, уште се слева во централната власт, па потоа централната власт им дава по свое наоѓање на единиците на локална самоуправа, со што ние всушност ја дезавуираме во суштина локалната самоуправа како посебен дел од структурирање на нашата власт. Во проблемите, решавање на проблемите. Во земјоделието, еве, бидејќи го фативте, јас многу го сакам, например, холандскиот систем, кој што не дава тако видна субвенции, како што ние даваме, туку дава субвенции за однапред предвидени производи. Значи, државата заклучува дека и се потребни овие производи и за нив дава субвенции со што обезбедува и откуп на тие производи и сигурност на земјоделците. Ти ако сакаш да правиш, да произведуваш нешто друго, слободен си, меѓутоа државата не ти гарантира за тој вид на производи соодветен откуп. Значи, постојат начини системски поинакви од она кое што во моментов ние го имаме и кое што се базира на адхок решенија. Тоа е проблемот на нашата држава. Цело време решаваме во моментот наместо системски. Информиран сам дека се прави стратегија за развој на македонското земјоделие. Да видиме дали ќе ја видам. Сега, може ли нешто, јас имам една моја кампања си ја водам. Не е закачка ова професорке, ама вие се изразивте, сега се уште сме македонци, не Македонија, а јас се сеќавам, некаде 2017 рековте, јас не сум македонка, јас сум земјанка со големо за. Дали денес сте ево, јас сум македонец и водам кампања. Мислам овде си имаме промовиране веќе. Малку ме загриживте, мислам дека ништо немаше да покажете денес. Да не го кажеш ова. Вака. Можете ли вие денес, не го сваќате напад на вас, да кажете јас сум македонка, бидејќи тогаш кога се менуваше името, вие рековте јас не сум македонка, јас сум земјанка.
Ја во вашето чувство не сакам да навлезам, ама гледам денес велите дека ние сме си Македонија, браво, лайк за вас, браво. Ајде сега да видиме, вие сте земјанка или сте македонка, однапред ви се извинувам ако ова го сваќате навреда. Апсолутно не е навреда. Значи, ова е припремено мимо вас. Ова е кампања што ја водев 17-18 година, сега ја репринтирам. Во 95-та година го одбранив мојот докторски труд, кој што дел е за правната држава, а дел е за решавање на малцинските прашања во рамките на тој вид на правна држава. И во тој мој докторски труд јас ја одбранив тезата дека етничката припадност е последниот бастион на кастинското уредување, дека напредокот на граѓани, на луѓето, напредокот на целото човештво оди во таа насока дека етничката припадност ќе стане дел од она што представува приватна сфера, исто како што представува уверувањето, религијата и сите други видови на припадности, а јавната сфера ќе се ослободи за да можеме да го најдеме заедничкиот именител околу кој што ќе може да се обединат прво граѓаните на една држава, а потоа луѓето на целокупната земја. И во таа смисла јас реков дека сум земјанка заради тоа што сметам дека е тоа иднината на човештвото. Ако е така, бидејќи вие сега не го ставате научно да го разгледуваме демосот или етносот, ама пазете, ние сме нападнати и затоа ние тогаш воскликнавме: јас сум македонец, вие сте македонка, ние сме македонци, ние сме Македонија. Се уште овде некој зборува сега, ајде малку се фатиме, што е со Дујбе, што е со Али Ахмети, пак се заканува. Значи се уште некој сака етносот ако почнеме да не го зборуваме стави. за тоа, професорката ти рече повторно им влегувате во нивниот пиар. А што правиме со златните визи? Што правиме со опозицијата, бе? Јас сакам јака опозиција. Може да дадете нешто тука, мислам ви честитам за кампањата, меѓутоа мислам дека треба да дадете. Јас сум македонец и никогаш нема повеќе да дозволам мојата држава Македонија да биде преполна со ѓубри и со фекали, така ќе покажам дека браво, екологистот наш. Не е екологист, тоа е чист патриотизам. Не е екологизам. И да знаеш, патриотизам. Така е. Значи, научно ама кога од сите страни сме нападнати ние, кога нам ни се врши културолошки идентитетски геноцид, ја морам да кажам дека сум македонец, ја морам да кажам дека ние сме македонци и дека ова е Македонија. А за научното определување 10-ка. Објаснување 10-ка. Затоа ја добив 10-ката за одбрана на докторски. Добро, ја не случајно имам таа книга, иако ја го знам и вашиот магистарски труд за руското општество. Добро, имам уште неколку минути, во право е до некаде господинот Сотир Костов, за овие малце широко ја фативме темата, але кога се фатиме, ако ги работиме само дневните, со ништо немаше да се разликуваме од сите други дебатни емисии. Професорка, може ли да речеме во неколку реченици, според ваше видување, многу е мистериозно да речем ваквото политичко однесување на Таравариот на прилично комотна позиција, да реши дека сака да се врати најверојатно назад кај Дуј или во друга, или да тргне сама на локалните избори. Кој е според вас мотивот за ваквото нешто? Кој е мотивот? Едноставно, во моментов, според мене, политичките партии на етничките албанци во Македонија некако не успеваат да им понудат ништо ново, ништо поинакво на своите гласачи. Едноставно тие не можат да смислат начин на кој што би можеле да го привлечат гласачкото тело и цело време се враќаат на таа етничка карта и на елементите кои што се поврзани со етницитетот. Мислам дека тука е голема кривицата и на етничките македонци, бидејќи ние не успеваме да исчекориме и да почнеме да ја градиме граѓанската држава во која што ќе почнеме да ги наоѓаме заедничките именители, во кој што мене нема да ми биде важно од која етничка припадност е министерот на некое министерство и тој министер ќе биде одговорен пред владата и пред граѓаните, а нема да биде одговорен пред своја
својата партија. Не знам дали го прочитавте последното истражување на ИЛР. Ги прашале пратениците дали ќе направат посебни комисии за истражување на она што представува проблеми во врска со трагедијата во Кочани. Сите пратеници рекле дека тие се одговорни пред партиите, а не пред граѓаните. Замислете која е таа свест со која што ние располагаме во моментов пратениците во собранието да речат дека се одговорни пред партиите, а не пред граѓаните. Министрите од албанскиот блок јасно и гласно кажаа дека се одговорни пред своите политички водачи, а не пред премиерот и не пред владата како структура во која што припаѓаат. Така што така и на тој начин само го толкувам ова. Вака, за Таравари имам индиции, ама значи индиции знаеме што е, знак пред знак, и имам врз база на нив предпоставка дека има добиена неверојатна понуда од Али Ахмети. Ова ќе ве потсетам на Кум 1 филмот. Понуда што не се одбива. Времето ќе покаже дали е тоа така, нека му служи на чест, испадна голем лицемер политички, му дадоа се прво вреди, го кандидираа за председател, дури слушам му нудили некоја лидерска функција, не сум сигурен за ова второво, му дадоа министерско место, и тоа здравство, многу широко и многу значајно, и тој сега го прави тоа што го прави, ама едно треба да знае. Ова мојата маленкост го кажала. Али Ахмети, 5 лидери албански уништи, ќе го уништи него и веќе го ништи. А за ова што Ирала го рековте, морам да не кажам, бидејќи не можам да не кажам бидејќи сум ја кочанец, мојата анализата е Swiss cheese, е швајцарско сирење, вкрстено со рибена коска, е направена за Кочани, ама ќе ја образлагам кога имам доволно време и простор, бидејќи кочанчани го заслужува тоа, бидејќи жртвите го заслужува тоа, повредените нивните роднини кои имат ненормална бол и тага, и на брзина не можам тоа да зборам. Анализата е готова на 12 страни. На двајцата за учество до вечерашната емисија. Јас служував, претпоставам и гледачите. Ќе ми дозволите накрај да најавам и две емисии. Едната е вечера од 23 часот кај колегата Мирчевски и неговиот подкаст на Кавгас Иван, гостин е Љубомир Гајдов. А исто Гајдов и во среда ќе биде гостин во ова студија во Само вистина со вице-премиерот Тујлковиќ. Тоа е една дебата или еден дуел кој што е закажан уште пред неколку месеци, меѓутоа поради определени причини тогаш се откажа, така што ќе се случи тој во среда. Како и да е, имате добра понуди вечер од 23 часот и сите други денови Само вистина и Само интервју. Почитувани, останете со програмите на Канал 5.